Со посебни мерки лозарите да бидат обештетени од државата за старите долгови од визбите. До јуни годинава подрачната единица на Министерството за земјоделство да се произнесе за очекуваните количини на грозје, а визбите за планираните количини за откуп. Цената на килограм грозје да се утврди согласно трошоците за производство и просечната нето плата во земјава. За секој килограм грозје визбите да дадат банкова гаранција или државата да даде гаранции. Ова се заклучоците што лозарите ги доносеа на трибината организирана од новото Сдружение на лозари, градоначалникот Митко Јанчев, а на која присуствуваа и представници на владата, на институции и пратеници од кавадарци. Трибината помина во напната атмосфера поради големото незадоволство кое владее кај лозарите, поради неисплатеното грозје, неисплатените субвенции и обештетувањето за штетите од пролетните мразови. Директорот на платежната агенција Николче Бабовски ги информира присутните лозари дека лозарите и овоштарите од Кавадарци и Росоман се први на списокот кои ќе ги добијат субвенциите за 2017 година во најкраток рок. Со вчитување на програмата за земјоделие и рурален развој, која што предвадена се донесе во Министерство за финансии, се вчитуваат шифрите до крајот на нареднава недела. Таа административна работа ќе биде завршена и први по програма 2017. Законот е многу дециден, го знаете подобро и од мене, дека буџетот по програма 2017 за субвенционирање на земјоделието се извршува заклучно со 36. Ние нема да чекаме вам, кој што сте го навистина заслужиле вашиот денар, да ви сплаќаме на 36. Први за исплата се земјоделците, фармериве во оваа година, сега први кои ќе добиете средства, сте токму Кавадаречкиот регион и Росови. И за лозови насади, и за овошни насади. Советникот за земјоделство во владата Ленче Николовска нагласи дека револтот на лозарите е оправдан, бидејќи проблемите во лозарството се таложеа со години, а производителите беа неми посматрачи. Таа ги информира лозарите дека е изготвен законот за зелена нафта, со кој земјоделците ќе добијат 50% поевтина нафта и оваа мерка ќе биде стартувана во текот на годината. Спремивме законот за зелена нафта. Сите знаете колку ви го зголемува производството. За трошокот што го произведувате за грозјето ви е превисок. Затоа грозјето е неконкурентен за да може да го дадате во визбите и да им се исплати на нив производството. Значи, втора важна мерка. Спремивме закон за зелена нафта. И нешто да ви кажам. Се што има сега, што делуваме по закони кои што се веќе донесени. За да можеш закон да смениш, треба да го дадеш во собрание. Прво читање, второ читање. Тука е господја Тапемова, точно знае што збори. Последна комисија, па да усвојување. Ни требаат време за да ги смениме законите. Во овие 6 месеци правиме максимум во она што имаме како затекната ситуација. Трета важна мерка. Почнавме со ревизија на поделбата на државната земјоделска земја. И сами знаете каде е земјата. Тоа беше формулата по која што се злоупотребуваа субвенциите. Но и во тој дел сакаме да ја исправиме состојбата. Одвоивме по 10 милиони евра годишно за инвестиции во наводнување. И сами знаете дека нема производство ако нема системи за наводнување. Но најважно, се бориме да ви ги исплатат винариите, парите кои што ви ги должат. Господине, не од оваа година, од 2016 и 15 и 14 ние тогаш не бевме. Ама ако сега се бориме да си ги добиете парите, бидејќи тоа се ваши пари. Најчестите прашања од лозарите беа кога ќе им биде платено грозјето од Стефани Винарија и Повардарија. Често тие во своите дискусии негодуваа околу манипулациите кои се прават на нивниот грб. Исто така побара и грозјето како тутунот да биде стратешки производ. Обидот да земе збор на трибината председателот на Агротиквешија, нивниот претходен лидер, тие го одбија со свирежи. Директорот на Инспекторатот за земјоделство Јане Станковски ги информира присутните лозари дека институциите ја следат состојбата со винарија Стефани, биле во тек со обидот собственичката винаријата да ја пререгистрира во Гостивар, а виното да го однесе во Воландово, бидејќи е странски државјанин, за неа бил известен и Интерпол.
Свој дискусии и предлози има и пратениците Панчо Минов и Весна Пемова, нагласија дека нивните заложби се во насока на подобри состојби во лозарството. Вие како лозари земјоделци да издействуваме да се исплате гројзето во период до Свети Трифон или во период кој ќе биде најбрз можен рок. Ако не, сега пак се враќаме на искористување на присуството на овие луѓе. Ако сте наследени што застапуваме во парламент, ние треба да издействуваме, бидејќи има расположение кај министерот за земјоделие, кај премиерот, кај пратениците кои се од земјоделски општини, да се најде, потенцирам, да се најде решение за обештетување на лозарите за годините 2016, 2015, 2014. Секогаш ще кажеме земјоделците да добијат навремено субвенции, меѓутоа политичките состојби како и економската криза некогаш не дозволуваат тие субвенции да бидат исплатени на време. Се надевам дека сегашната нова влада многу сериозно ќе пристапи кон решавањето на проблемите на земјоделците, бидејќи тие се големи. Ова влада даваше големи ветувања за земјоделците. Се надевам дека што поскоро ќе почнат да ги остваруваат тие ветувања, а јас ве советувам, почитувани земјоделци, да ја искористите ова вечер можноста и присуството на оваа господа што е овде до мене, да си донесете квалитетни заклучоци од овој состанок, значи квалитетни заклучоци, ваши заклучоци, ваши предлози, на тие заклучоци и предлози да дадете и рок на реализирање и се надевам дека така е најдобро да ја тераме насоката на оваа трибина, затоа што овие луѓе овде и јас и сите ние сме за да ви помогнеме вам. Градоначалникот Митко Јанчев ги информира присутните дека во тек се разговори со сопственикот на винарската визба Тиквеш, седиштето на винаријата повторно да биде вратено во Кавадарци, бидејќи досега таа функционира како правен субјект регистриран во Скопје. Беше договорено дека новото Сдружение на лозарите без политика ќе функционира во наредниот период и дека за донесените заклучоци редовно ќе ја подсетува владата и институциите. Јас како градоначалник на општина Кавадарци ќе ставам 24 сата на располагање заедно со новото Сдружение и со било кој лозаропроизводител да се бориме, што каже господинот Панчо Минов, испаднаме кавадарчани најнеумни луѓе, само нас не душат пари од земјоделие. На сите се го платија, да не дозволиме да продолжи тоа натаму. Исто така сакам да ги поканам, еве во моје име, во име на општина Кавадарци, ќе потрошат доста средства за Трифон. Сакам сите да ја поканам. И од влада, и од опозиција, и пратеници, и советници, и земјоделци, и лозаропроизводители, и винарски визби. Да учествуваме заедно, да направиме едно единство, да направиме една заедничка атмосфера, да не тргне работа напред. Сами ништо не правиме.